Почитувани, изминативе 7 години многу често се шокиравме од безсмислени реклами и непотребни прескапи кампањи. Но последново што ни го подготвува оваа влада е врв на апсурдот и лицемерието. Секако апсурдот не е без пари и чини преку половина милион евра, кои повторно ќе треба сите ние да ги платиме. Верувале или не, владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ, партии кои самите произведуваат конфликт, самите предизвикаат тензии преку низа настани кои ги заострија меѓуетничките односи, сега ќе го решаваат проблемот не со подобрување на своето однесување, туку со нова рекламна кампања. Владата која постапува тотално спротивно на принципите на соживот и мултиетничко живење, ќе го учи народот со реклами како да се почитува и да се сака. Ова е лицемерно и крајно навредувачки. Без оглед дали бараат изговор за својата неодговорност и неспособност или само повторно решиле да го навредуваат здравиот разум на граѓаните, еден факт е сигурен. Како и за се досега, наместо да ги решава реалните проблеми во државата, власта снима спотови, за кои на сите ни е јасно дека нема да имаат никаков ефект, од кои никој нема да има никаков ќар, освен се разбира одредени рекламни агенции. Во ситуација на целосно меѓусебно непочитување, во која самите не доведоа, врв на лицемерие и безобразлук е да не лажат со нови реклами, а на терен да постапуваат сосема спротивно. Тоа е исто како насилник, кој наутро е силеџија, а попладне лепи постери против насилство во обид да се прикаже како разумен. Или пироман кој прво подметнува пожар, а потоа води кампања против пожари. Се на се, ситуацијата потврдува дека власта го прави следното: не ме гледај што правам, туку слушај што зборувам. Владата, ако сака, може и треба да промовира соживот и толеранција меѓу заедниците, но тоа треба да го покаже на дело. Со недели го чекаме премиерот да каже било што за хаосот кој го предизвикуваат заедно со Ахмети, но тој или е на ролшоу или лета змаеви. Секако прави се за упорно да избега од камери. Ова е класичен пример со кој се потврдува дека лажат и дека се лицемери, кога говорат за меѓуетничката толеранција и со животот на граѓаните во Република Македонија. Едно треба да сватат и Груевски и Ахмети. Вистинска промоција на вредностите на мирен соживот и взаемно почитување се прави со конкретни дела, конкретни постапки и конкретни политики. Рекламните кампањи во услови кога самите тие одбиваат јавно да се сретнат или избегнуваат да и се обратат на јавноста е играње играчки, кои може лесно да се претворат во плачки. Ви благодарам.